Здраво, ова е 31-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Annihilation на Алекс Гарланд, во кој станува збор за Лена, биолог со војничко искуство, глумена од Натали Портман, чиј што сопруг исчезнува, и таа одлучува да стане дел од научната експедиција која ќе навлезе во зона на природна катастрофа, именувано како Ареа X, но набрзо членовите на екипата дознаваат дека оваа опасна мисија ги води во предел во кој некаква вонземјанска сила успева да ги мутира и реплицира сите растителни, животински и човечки форми. Влезот во флуоресцентната шума и излезот низ стаклената плажа ја крие хипотезата за самоуништувачкиот ген, кој е инхерентен во човештвото, и начинот на кој истиот е восприемен од мутагените својства на воземјанското присуство, кое ги изучува битијата, создава компјутерски генерирани креации, од кои растителните знаат да бидат воодушевувачки за гледање, се додека не се здобијат со човеколик облик или се амалгамираат со некое друго битие, тогаш се неудобни и морничави, а животинските сублимати кои емитуваат човечки гласови се тешко уништливи и опасни по живот. Затоа и филмот поседува една од најстравичните хорор сцени со CGI животно, снимена во последните 5 години. Телесниот хорор се истражува од аспект на преобразба во една обединувачка материја со природата, со посредништво на вселенскиот тумор кој репродуцира дупликати, кои се одеци на една форма, склони да преземат човечки идентитет, не баре Invasion of the Body Snatchers ево развоен ефект. Можноста да погледнеме како недоброволно се движат органите во телата, јасно посочува на жртвите и нивните тотеми на вонземјанската асимилација. Иако Портман е во преден план на филмот, ансамблот на војнички кои се нурнуваат во домените на недопреното зло во природата, за мене содржи дефицит на оправдлива мотивација меѓу таборот на дефектни еднодимензионални ликови, кој е некомплементарен на грандиозноста на луминесцентната визуализација. Факт е дека сите претрпеле лични губитоци, се оддалечиле од идеалните проекции за себе си и неоправдано се препуштиле на зависности, но тоа се само трошки на изнудена емпатичност пред да бидат фрлени во устата на зверовите. Затоа и наменско е полудувањето, губењето на свеста, односно губитокот на контролата врз мозокот, кое станува уште едно вешто употребено ловкрафтовско средство во филмот. Неизбежно е падот на овоземјанскиот објект во светилникот да биде реминесцентен на Twilight Zone, но овој космички хорор е најелоквентната ненамерна адаптација на Ловкрафтовиот расказ Color Out of Space, кој не ја губи динамиката како Under the Skin, или пак меандрира и одолговлекува како Arrival. Нема толку акција како Predator и Aliens, ниту пак филозофска длабочина на Stalker и Apocalypse Now. Гарланд во сите негови филмови трага по значењето на човечноста, дури и при сите имитациони созданија на малигните тумори на природата. Тој запрашува дали сублиматот на психофизичките состојби не прави да бидеме луѓе, умствената способност, морално-етичката одговорност и емпатијата, или доволно е понекогаш да изгледаме на луѓе за да не сметаат за шиви битија. Од сите филмови кои Гарланд ги има напишан за Дени Бойл, Annihilation, кој се базира на новела од трилогијата на Джеф Ван дер Меер, е најблизок до неговото сценарио за Sunshine, кој го тематизираше соочувањето на експедицијата со космичкиот страф од непознатото. Гарланд не го менува тимот кој победува, па така најголема заслуга за исклучителниот визуелен изглед имаат кинематографот Роб Харди, кој со својата широка палета на прелевачки бои ја долови хипнотичната убавина на бизарните и исклучителни прикази на продукцијскиот дизајнер Марк Дигби, чие што обликување на плажите по лињата и шумите оставија неизбришлив визуелен печат во колективната свест.
Джеф Бароу и Бен Селисбури ја напластуваат тајновитоста со амбиенталната музика, проткаена со одломки на акустична гитара, која постепено ги манифестира химничните пропорции, а монтажерот на Вес Андерсон, Барни Пилинг, успеа да воспостави рамноправен баланс во динамиката помеѓу акционите секвенции и диалошката експозиција на филмот. Нема уметничко дело без недостатоци. Верувам дека амбигуитетниот епилог по танцот на двојниците во Гигеровата утроба на светилникот ќе ги подели гледачите, иако според мене високиот артистички пристап го издвојува овој филм од останатите неотворени филмски јајца во вселенскиот брод. За мој вкус ми недостасуваше подлабоко филозофско сознание за разглобувањето на причинителите на инвазијата и нејзиното значење, за ова да биде безпрекорен филм, но немам ништо против кога одговорите се прикриени од велот на мистеријата. Annihilation, наместо да биде третиран како гигантен, малтене Джеймс Камеруновски филмски спектакл од 80-тите години, блокбастер кој ќе го оживее полумртвиот SF жанр, љубителите на Blade Runner 2049, Mute и Life го дочекаа новиот филм на Гарланд на големиот екран и поради слабата посетеност во големите киносали се појави спасителот, стриминг сервисот Netflix, кој го спречи понатамошниот дебакл на блокбастерот на Paramount и наместо мрзеливите гледачи да ги присили да одат во кино, им го донесе филмот во домовите на лаптопите, айпедите и айфоните, наместо да го погледнат филмот на големото платно за кое беше и наменет. Annihilation е холивудска аномалија, блокбастерски научно-фантастичен хорор филм со 40 милионски буџет и половична заработка од истиот. Режисерот Алекс Гарланд е еден од авторите одговорни за иновацијата на научната фантастика, задача добиена по снимањето на одличниот Екс Махина, во кој демонстрираше дека е визуелен естет кој знае да склопи сценарио без да ги злоупотреби жанровските тропи, а со Annihilation докаже дека е смел да ги истражи недопрените жанровски предели во поширок план. Ако морам да го евалуирам филмот, тогаш Annihilation од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 31-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!